Лошите политики во образованието кои произведоа неквалитетни реформи се причина зошто македонските ученици се оценети како функционално неписмени, сметаат просветните работници. Додека ги чекаме резултатите од последното тестирање преку програмата за меѓународно оценување на учениците, односно PISA тестот, останува горчината од последното рангирање од 2015 година, според кое средношколците во земјава излегуваат од училиште без доволно совладани основни образовни вештини. Во подрачјата читање со разбирање и во писменост во природните науки се наоѓаме на 69-то место, а во подрачјето математичка писменост на 68-то место од 72 земји чија младина била тестирана. Со тоа, ние сме единствената земја во која резултатите од PISA се намалиле во последните 15 години. Последната проверка на знаењето на македонските ученици преку PISA тестовите беше спроведена во април минатата година. Резултатите од тестирањето, според информациите од Државниот испитен центар, ќе бидат познати на крајот на оваа година. Координаторките на PISA тестирањето од Скопската гимназија Орце Николов причината за поразителните резултати ја гледаат во повеќе фактори. Немотивираноста на учениците, кои не гледаат предизвик во тестирање кое нема да им донесе повисок просек на крајот на годината, но и во немотивираноста на професорите, кои се повеќе се чувствуваат како да се на маргините, иако треба да бидат главната движечка сила за промени во општеството. Сепак, најголемиот проблем професорките го гледаат во наставните програми, кои не го следат текот на општествениот развој. Еве конкретно ќе кажам за програмата по македонски јазик. Последната незина реформа е од 2001 година, а учениците на кои што јас им предавам и кои што се втора година се родени 2002-2003, така што тие наставни програми се постари од нив. Не се нешто многу променети од претходните наставни програми, а содржините кои што ги изучуваат се неинтересни за овие нови генерации. Да не зборуваме дека станува збор за инстант генерација, односно генерација кои што читаат инстант вести. Затоа и се оддалечија учениците од Facebook, бидејќи социјалните мрежи се нивното секојдневие, и одат повеќе на Instagram каде што читаат само зборчиња. Значи немаат концентрација да читаат пообемни содржини, да не зборуваме за пообемни дела. Исто така начинот на кој што се бара од учениците да ги презентираат стекнатите знаења е пред се меморирање на факти, податоци. Спомнав и претходно дека ние немаме практично усвојување на знаењето. Можеби тука треба да се размисли и да се направат реформи кои што ќе одат во функција на тоа да се стекнува практично знаење. Работиме со Google генерација, вели и професорката по математика, и затоа смета дека е потребна една сеопфатна реформа на средното образование и целосна промена на концептот на учење. Не дека нашите ученици не знаат математика. Тие не умеат да го најдат проблемот во апликативна задача, да го состават, да го срочат и на тоа мислам дека треба се работи. Нажалост, за последните 20 години не се смогна сила да се направи ниту една реформа во средното образование, каде што ќе се стави акцент точно на зголем број такви проблемски апликативни задачи кои од една страна многу користат во тој тренинг на умот, а од друга страна се и поинтересни, позабавни и повеќе ги мотивираат учениците да работат на час. Резултатите на PISA тестовите се одраз токму на лошите реформи, смета директорот на Скопската гимназија Раде Јовчевски Корчагин. Можам да спомнам неколку примероци кои не се реформи, туку беа како реформи, а всушност го уназадија образованието, како например компјутер за секое дете, Кембридж, па дури може да кажем во некоја рака и задолжителното средно образование. Сето тоа се некои работи кои во името на реформи се дојдени ad hoc. Значи, така, не се дадени на некоја си јавна расправа да се види колку е тоа позитивно или после воведувањето на таа реформа не се вратени повратни информации дали е тоа успешно или не. И мислам дека тие 15 на години го плаќаме на некој начин данокот, затоа што токму таа генерација испадна дека се најслаби по тестирањето. Така да причината е во тоа. Според Арсовски, реформата треба да почне од основното, а не од високото образование, каква што е тенденцијата во последниве неколку години. И што е најважно, да се тргне од учениците.
И професорката Елизабета Секирарска од средното училиште Перо Нако во Куманово смета дека реформата треба да започне од основното образование. Таа предлага реформите да се одвиваат во насока на да се пристане со апликација на туги образовни искуства на домашен терен, системско решавање на обемноста и неприлагоденоста на наставните програми, градење на стандарди за учење и оценување на учениците на униформно ниво, ослободување на наставниците од административните стеги, ревизија на уписната политика на факултетите. Во последниот извештај на Европската комисија наведено е дека дел од забелешките за реформа на образованието се опфатени со стратегијата за образование 2018-2025, но потребно е да се определат индикатори со кои ќе се мери исполнувањето на стратешките цели. Од делегацијата на ЕУ во земјава порачуваат. Делегацијата на ЕУ смета дека квалитетното образование најдобро се постигнува преку фокусирањето на претшколското и на основното образование, како и преку систематски и континуиран професионален развој на наставниците. Образованието заедно со културата се опфатени во поглавието 26 од преговорите со Европската Унија. Областите од образованието првенствено се одговорност на земјата кандидатка, но тие треба да бидат градени во насока на целта на ЕУ, обезбедување еднакви услови за стекнување на вештини потребни за вклучување во општествените процеси.